Вечер разговараме со господинот Благој Механџиски, а причина за овој наш разговор или повод е неодамнешните случувања во однос на тој што исто така неодамна го кажа, тоа е спречување на една појава која се обелодени деновиве. Голема количина на шума беа изнесени од Малешевијата, така да кажеме, и како што стоеше во официјалното соопштение на Министерството за внатрешни работи, видовме дека се работи за некоја организирана група која направила пустош. Тоа се случуваше многу години наназад, зашто и вие предупредивте, па еве конечно како на некој начин да се оствари тоа што го кажавте. Како прво, како вие ја доживеавте таа акција? Дали беше време тоа да се случи? Видите вака, прво, јас одамна сум рекол дека во Берово постои многу организиран криминал. А организираниот криминал беа во органите кои требаше да го спречуваат. Тоа се милицијата, тоа е пазарната инспекција, тоа е управата за јавни приходи, тоа се пограничните полиции, шумарските институции кои требаше да го штитат нашето богатство на Малешевијата, кои со години го правеле нашите дедовци и прадедовци. Јас се осеќам многу несреќен во овие моменти да зборувам, бидејќи како да се изразам, не можам да парципирам во овие моменти, бидејќи сум разочаран. Јас на 80 години ги пазев шумите, одев по терените, жртвував моето здравје, донирав. Само ќе ви кажам дека скоро ние сме дали околу 20.000 евра во последните пожари за Белово, Делчево и Владимирово за одење на помошните екипи од граѓаните, гориво, храна и други реквизити кои сме ги секој пат давале, лекови кои сме ги секој пат давале на располагање на населението кое се борело несебично. Затоа уште по-несреќен и затоа се осеќам должен како човек од Малешевијата, кој во моментот како да кажам човек кој не сум по моје смет сум се огрешил пред законот и затоа застанувам од страната на народот. Народот го тоа знаеш одамна. Народот го тоа криеше, се плашеше. Ја не знам од која страна, бидејќи во Малешевијата се на некој начин не се страв, бидејќи една екипа на граѓани, да речем, поврзани, фамилиарно. Еве сега, например, јас знаев дека начинот на полицијата од Берово, неговата жена е од Пехчево, мајката од Пехчево. На некој начин од Пехчево ги донесоа сите кои го поврзува криминалот во сферите на земјоделските субвенции. Се знае кој е доктор Самбе, разбирате, кој уништи Маршевското сточарство. Има лажни многу субвенции, многу лажни, како да речем, изјави и утврдување дека имаат стока, а немаат, имаат пчели, немаат, имаат некој многу, кога ја ги лично знам и на тој човек го уништи Маршевското сточарство. Исто така да кажем, од Пехчево донесоа и почитуваната Јованка, која е ден денеска во милицијата, која на некој начин од Пехчево доаѓа, ќерка на бивши милиционер. Јас лично, како искуство, нека мене ме туži слободно. Јас лично имам 3-4 случаи кримогени за неа. И затоа, и во овој момент, кога се, како да кажам, целиот народ, радува, можем да речем, дури ние малешевци ќе сакаме да се овој ден на тие апсења, на тие во организираниот криминал, апсења на тие личности да биде државен празник, бидејќи од Малешевијата ќе тргне овој бран кој и премиерот на владата баш денеска и завчера изјави дека ние мораме да одиме со правосудството до крај. Институциите во оваа држава кои требаше да не бранат наши граѓаните, тие дозволија да си селат нашите најдобри кадри. Кој кадар ќе остане тука кога во полицијата, во пазарната инспекција, во шумарството, во земјоделските, се се кримогени типови. Добро рековте, граѓаните како да очекуваа после пожарите, особено пред 4 години во Малешевијата, некако немаше разрешница, во смисла очекуваа да се знае каде одат тие дрва, бидејќи веднаш по пожарите беа сведоци како голем број камиони секојдневно врват по овие патишта на регионалниот пат. Видите, кога беше пожарот на Готен, јас лично отидов и се изненадив кога самите како тие што треба да ги штите шумите, тие ги крадеа. По патот додека одивме до Готен, 5 камиони јас сретнав без печат. Полиција тука. Која е таа полиција во Берово?
Па они јадат во ресторант каде нема фискална сметка. Купуваат такво земјоделски продукти, купуваат текстилите каде нема. Во Берово нема фискална сметка на која може да го повратиш данокот. Тоа е нешто страшно и затоа нашето население ги жалам, тие што избегаат. И сметам дека нека се вратат овде. Колку сме, толку сме. Ќе ја вратиме еснавската логика и еснавското догарување, комшиското почитување во Берово. А сега, каде видевме, имаше дрвокраци, кои со големи чипови, сиречи, пијана состојба, полиција ги штити. Најмногу криминалот го реков како во државата и во живета, она расширја службениците од МВР, пазарната инспекција, управа за јавни приходи. Во Берово не се издава сметка. Да се подсетиме на минатите времиња, вие во голем број прилики сте подсетувавте дека сте учествувале на голем број акции. Берово знаеме дека е познато по шумите, по чистиот воздух. Кога започнаа тие акции и сигурно ви е макава како го гледате? Видите, јас во многу баш и ви ги снимавте и други сниматели, јас плачев. И сега кога гледам на станите плачам. Ова што го правам го од мака. Сакам да застанам за граѓаните на Берово, кои сакаат иднината на Берово. Берово се гордеше со шумите. Каде ни се шумите сега? Идете видите во дворище, местото на началникот на полиција Берово. Тоа е арачиново неморално по криминалот. Се таму шверцува. Се шверцува дрога, се шверцува цигари, се шверцуваат азиланти, се шверцува и краде гора. Се. А замислите, началникот на МВР Берово, замислите од двориште. Неговата жена запослува во шумите 8 години во шумарско стопанство. Самата логика позадина, јас кога ги дознав тие параметри да речем, јас се дрогнав. Значи, не знам како можат и другите органи, тука е јавно видно и во судството, и судството во Берово, судството во Делчево. Тука се монтира случаи, да се земите го случајот Николчо во Општинскиот суд во Берово. Од Чебапчија дојден, неговата жена од кажам во касиерка некаде или благаничка во некој од тие трговските дучани, ја прибират, он е шеф на полиција, она дактилографка. И тој човек има, знаете колку лично со мене и баш тој случај нече го обелудувано, ќе го чека бидејќи утрешниот ден, и судиката е веќе монтирана против мене, нечу да го такова, али го најавувам дека тој ќе биде на пошироко ниво дигнено. Полицијата ги штити, Беровската полиција. И затоа ја сиот мој потенцијал ќе го слабо службам да се ги заштитам моите граѓани, да ги заштитам невините, кога можете да механички да му го прават тоа. Разбирате, што преме на обичните граѓани. Се пнене во Беров страв, затоа ги храбрам моите беровци и делчевци. Со еден исто така суд, со многу сумнителни она предмети. И самиот оната, како да кажам, наши наместење на предмети меѓу Беровскиот и Делчевскиот суд, за тоа нешто ќе позборам. Така. Неću во овие дено да продолжам, бидејќи процесот во тек, али тој веќе се е даден на органите, на факултетите, од моја страна, малку да се проанализира и да најам ние ќе веќе во следната неделя формираме правна клиника, за која се онака веќе ангажирани и се пријавили повеќе авторитети од Македонија, од професори на факултети, суди, врховни адвокати, каде ние ќе застанеме на страната на граѓаните. Ние точно ќе му дадеме поддршка на премиерот да почнеме судството да го ставиме на дневен ред цела држава. Мандатот премиерот го доби за тоа да го реши правосудниот систем. Правосудниот систем се краде, се лаже, се палат шуми, ништо не може да се најде на некој начин така изговорот решение. Како не? Како они не може да ги свениме судиите, обвините. А како направи Заев? Што направи Заев? Заев ја дорастури државата. Значи, ние веќе отворено треба, јас не се плашам. Јас сам рекол, за мен ако има некој дело да не застари. Секој кој има нешто пред мене да се наштетил на државата, нешто данок да не се уплати. Јас дневно плаќам нова држава
10.000 евра. Толку општината моја Берово не платил за последните 2 години. Така, според вас овие акции ако продолжат ќе има некое решение во поглед да се спречи? Не, видите вака, види, веќе гледам дека во Берово денеска што не се пожари ден на жалост. Бегаците се плашат, бидејќи си не се корозирани шаси, мислам, вработените од МВР, пазната инспекција, шумарството, управа за јавни приходи и другите институции кои требаше да бидат во служба на граѓаните, да го штитат имотот, пак да се поновам. И од тие причини јас не се плашам, не се срамам, јас нема да се повлечам, ќе настапам и давам сите мои потенцијали во служба на граѓаните, да не се срамат и ние ќе ги како да кажем, во тоа правна клиника покриеме и со трошоци и со правна заштита, да не се плашат. Оти веќе стварно не отиде државата. Да се разбереме, поготово добро знаат судите, едно ќе следи, ќе да не продуцирам и една и друга емисија од еден ваш колега, каде ќе бидат првите, каде да речем, кривични приви под обвинители во Скопје, разбираше, против суди, од првиот суд, од вториот суд и од Врховниот суд. Така да ние нема да застанеме, бидејќи стварно верувате ни си сели народот, паметите отидува в странство, оти видите вака, гледам во Берово случај, во Берово сите се потрошачи, пензионерите, вработените во јавните установи, никој и 2-3 предпријатија. Ние нема одутре каде, од кој ќе, како да кажем, алиментираме пензионерскиот фонд, бидејќи немаме продуција, немаме производство, така, да. Сите сме на некој трошок, на некој што ги дава, а се помалку станува. Сакаме школство во Берово, сакаме милиција, сакаме да речем, развој. Танокот никој не го плаќа. Јас едно, да се разбереме, сега си го задржувам правото, јас јавно ќе поднесем со име и презиме, до тие да им се направи ревизија за последните периоди. Некој си на погранична полиција, па вие знаете ли дека господин уште во пензија име некој Васил. Го расуди, видите кој имот прикажува, видите што работи, колку платил данок. На запад луѓе се може да правиш, данокот не може да правиш. Прво што го испитуваат во развиените земји, при во Америка, да не платиш данок, тоа е, значи, како да каже, Божја увреда, а не државна. А кај нас, тоа е дури, како да речем, некоја привилега, преку која се стекнуваат до многу имоти. И затоа пак, јас ова видео ќе го распростам на повеќе дел, тоа ќе само предигра за следното, кој ќе бидеме, чекам тие процеси малку да застанат, за да го ја анализирам точно од почеток до денеска. Нема да се плашам, ќе спомнам имиња, предмети на суди, обвинители, директори на како да кажем, институции, како ше шумарство, како ше управа за јавни приходи, како ше пазна инспекција, сите јас ги прибирам тие документи, повеќе сум подготвен, тоа само благодарам и на тебе, што тоа ќе ни биде една увертура и го ценам вашето, вашата способност, дека сте во едно локално место, со еден локален, како да кажем, да речем, свој сајт, вие направивте толку многу голема продукција, што и големи телевизии можем да речем, можем да ви завидат и да ви се, како да кажем, угледаат како вие постигате во секое време. Јас ви речем, по пер капито, најмногу онака видување и најмногу емисии и како да речем проекции од животот на Маршевијат и Делчево, вие го имате. Јас благодарам и посебно обеќавам на твоите и на моите онака гледачи дека ќе следи една голема емисија во која многу некои ќе се препознаат. Јас стојам, да се разбереме, слободно нека ме пријават и да ме тужат. Јас за тоа стојам. Јас сум научен, да се разбереме, да се борам, али пак ќе ги повторам, судите од Берово, судите од Делчево, председателот на судот, ќе го спомнам. Разбираш, ќе ги спомнам тие комбинации сега за мој случај во последно време преку полицијата, тоа ќе биде разрешено за едно 5-6 дена. Така да, тука ќе имаме се со факти, се со аргументи, се со имиња и презиме. Па нека поведат, јас сум странка, имат право, ако се препознаат дека се невини, може да ме тужат, може да ме судат. Јас имах веќе преку 250.000, 300.000
видување на моите настипи кај Баско Ефтов, во кој случај јас спомнав имиња. Така е. Спомнав имиња на врховни суди, спомнав суди на апелација, спомнав обвинители, спомнав, еве и нашиот привечер кажем, еве ние од Маршевета го дадовме обвинителот во Скопје, Бубевски. Тој го до како да кажам, дотолча авторитетот на обвинителство да е испод веќе 2% да веруваат. А тоа треба да се разбереме на кај што заклучам, јавноста треба да го знае. Ние тие трошат јавни пари и тие пари не се, разберешеме, а го видиме големото богатење на суди, на обвинители, на милиционери, на дирекции кои ги чинат, тие се народни пари. Нема да дозволам, јас да се разбереме пред моите очи да се грабат граѓаните. Бидејќи јас им помагам, јас сум, како да кажам, во дејноста во која ние даваме услуги на болните. Ние даваме најефтини лекови, ние им даваме највеќе донации, ние секаде сме присутни, а видите ли кој дали некој дал нешто, нека се покаже еден делче во Берово Пекчево. Сега зборам како Малешевец, колку јас што сум дал. Ја колку што сам, они нека даде за 30 колку ја што давам дневно. Пак велам, на оваа држава дневно давам 100.000 евра. Секој дневно, секој ден, јас имам право да барам. Моите пари ги давам за граѓаните, не ги давам ни за полицијите, ни за председател на судот во Дојчево, не ги давам ни за председател на судот во Скопје, на командир на полиција или било на кој министер во внатрешни и така натаму, пазар инспекции. Слободно стојам на таа страна, повелете Господу, дајте да си ја браниме државата од бюрокрациите, од данокрациите, од личности кои ги бираме и кои се, како да речем, не се залагаат за граѓаните, туку просто се залагаат за сопствениот джеп. Благодарам, уште еден поздрав, ќе очекуваат уште поголема разврска, бидејќи тоа е само, како да кажем, една увертира, еден увод во тоа што треба да го знесем. Се осеќам должен и тоа ќе го направам. Благодарам.